Добар ден, чичовци, како сте, дали сте добри? Ова тука што го држаме е многу заебана ствар денеска. Денеска стварно имам чест што ќе го правам ова видео. Како што читате во насловот, нешто е поврзано со торта, со челендж, ваму таму. Денеска снимаме со Тоше Зафиров. Дечкото си го оствари детскиот сон и стварно ми е многу мило за тоа и голема чест ми е што уопште ме викна. Вчера имаше една прослава која што ја направи за сите негови блиски луѓе и сега пред таа прослава и на таа прослава ние дискутиравме да направиме нешто интересно. Додека даваше интервјуа на другиве телевизии, медиуми, со мене ќе направиме челендж. 9 месеци се спремаше за да излезе на Мистер Олимпија, тоа му дојде како фудбалска репрезентација да излезе на светско првенство. И не само што излезе на Мистер Олимпија, освои и пето место, значи беше во топ 5 и зема медал. Тоа заслужува поддршка, почит и аплауз. Даре аплауз, даре, аплауз, браво, аплауз, то, ајдите газ. Денеска земав 3 кила торта и иако е мене искрено мислам дека е 5. И челенџот е да видиме дали ќе успееме да изедеме. Сигурно има повеќе од, не знам, 3-4 калории, можеби многу поише и ќе видиме колку Тоше е спремен. Имаме нов камерман. Здраво, брат. Здраво, сите Стефановци. Добар ли си? Одличен. Ново песниче вади за брзо братот, ќе го поддржиме и него. Спремен ли си ти за таа песна? Јас сум многу спремен, се надам дека и вие ќе бидете спремни за нешто многу јако. Знаете дека лудница ќе биде. Добро, ако денеска снимаш лошо, може да не дочекаш песна, така да ќе мора да се потрудиш. Ќе пазам многу. Одиме кај Тоше дома, ги споменеме супер, останете во текот на целото видео. Спремен чекаш, ле, ќе се убиев. Ајде, брату. И публик имаме. Здраво, живо, брат. Како си? Фала што не прими дома кај тебе. Дома работа. Влагам. И што специјално за тебе? Ова ти е жал да јадеш, бе. Ова треба да медалите да Со Мистер Олимпија, со све. медалите треба Ова треба плишано да го направиме. Види доколку? Мистер Олимпија, амо таму. Сакав и тебе да те нацртаат, брат, ама. Еве ги трите медали што ги освоја. Ако одговара се има. Значи, еден освои Тоше, другите два Габриела, неговата супруга. Бебенци. Им што ќе ми мовети се направи, брат. Ајде. Па дечки, јас и Тоше сме спремни. Уште еднаш, брату, фала ти што ме прими дома. Со ваква убава торта. Значи, греота е. Зашто сакав да го предизвикам, значи Тоше колку 8-9 месеци се спремаше за Мистер Олимпија, така? баш И што ти се колку време немаш јадено благо? Толку? Па 9 месеци. Значи 9 месеци нема јадено не торта благо. Воопшто. И сега 3 кила треба да ја мавнеме. Тоа многу е убаво. Што мислиш искрено ќе ја изедеме? Без проблем. Па брату, може да се фрлиме на работа, Никогаш како не се домаќин, откажуваме. како домаќин ќе ти дадам за право да одбереш од кај ќе почнеш. Тајмерот ќе го стеме кога ќе почнеме да јадеме. Едно живели и ајде Ајде, брату, здраве. тајмерот пуштаме. Челендж 3 кила торта, јас и Тоше Зафиров. Топ, Убаво. топ. Малце е тешкичка, ама добро. Види, ако успееме брзо да изедеме, може нека рекорд да поставиме. А ти си по рекорди познат. Кај се одржуваше првенство? Букурешт? Вака. Мистер Олимпија, главната тежина е во Америка. Но за да биде малку достапно и за оние луѓе што имат проблем со визи, не можат да извадат визи и поблиску оние патувања да се намалат, од кога купи нов собственик Мистер Олимпија, почна да прават и во Европа. И сега беше во Букурешт ова Мистер Олимпија, но целиот оној тим на Мистер Олимпија што е од собственик до менаџерски тим, сите буквално беа овде. Иста организација во Америка, иста организација овде. Истиот медал е таму, истиот медал е овде. Многу е тешко да се стигне до таму, да се такмечи. Многу искрено. За нашите македонци зашто има спремни дечки кај нас. Тешко е. И искрено јас не се надевав дека може со Габи да освоиме медали на Мистер Олимпија, бидејќи во Америка конкуренцијата беше абнормално голема. И единствен начин и шанса ни беше да го изведам она максимумот од себе. А за да го изведам тој максимум ми требаше некој навистина добар тренер. И почнав да работам ова цела година со Мауро Саси, тоа е еден од топ 3 тренери во светот. Значи ти тренер смени. Буквално што ги спрема најдобри и навистина сум презадоволен од него и максимално го извадив она што е најдобро. Мал факт како изгледаше сето тоа последните 2 дена.
На секои 2 часа му праќав видео од по минута и спрема видеото што ме гледа тој, ми ги правеше наредните 2 оброца колку треба да има. На секои 2 сати. 80 грама ориз, 3 грама сол, 60 грама пилешко месо и секој оброк ми беше правен така. Што ќе кажа за 3 кила торта? Да му пратиме слика сега за наредни 2 сати да ни каже уште 3 кила. Па мислам дека може да се откаже од мене. Добро, значи брат, за такви такмичења веќе влегуваш до тој степен, сол гледаш грамажа, Да, воздух гледаш грамажа, Вода, кога се бањаш вода. дали топла е водата или ладна. Па буквално ти кажа колку степени, 23 степени треба да е водата и влажност 1,6. Знаеш дека не е толку тешко колку што изгледа? Видиме на крајот. Или сега дека почнавме, а? Како издржаш 8-9 месеци без благо, брат? Многу тешко. Да ги мотивираме луѓето. Многу тешко. Ја правам диети, ама ја на 2-3 недели обавезно чит мил си правам. Се е во главата и во психата. Инаку навистина единствено нешто што ми фали е благо. И навечер ставно многу пати отварам фрижери, затварам фрижери, кога да видам што има и пак си легнувам. Значи само го гледаш. Да, да го визуелно да го погледнеш. Знаеш, ако викаат земи јаболко и од седмица хамбургери, ова ќе го гризеш, друго ќе го мирисаш. После ова, колку време пак нема да еш? Да знам за следниот челендж. Наредниот надпревар ни е во декември, во Лас Вегас во Америка. Аха. Така да декември сигурно, после малку околу новогодишни празници можеме да се направиме исто едно вакво мало журче со тортичка. Брато, вие да ги продаеш, ме интересира, шо пари можеш да им земеш? Кога ги земав овие медали, со нас беше Трајче, морам да го поздравам мој добар другар, се запознавте и вие. Трајче е И легенда. му викам, брат, сега да ми дадат 1 милион евра, 10 милиона, 100 Не би? милиона, да ми речат само медало дај ми го, све што сакаш имаш. Брат, за милион евра. Не постои пари, значи. Еве јавно, еве сега ги повикувам сите. Нека дојде некој Милион. 100 милиона нека ми даде, нема да го дадам. Не постои сила, не постои пари, не постои нешто што може да ова ми е бебенце нам не. Си го сакам јас. Како можам да го дадам? Не го давам никој, си го чувам, еве ми. Вели, имаш 3. Три бебенца, Размисли. ама две се на Габи. Сега. Јас зборам за моето. Ја мислам дека не се ќе убедиме за 100 милиона. Едниот може да го продајме на си. Мојот не го давам. Моето бебе не го давам. Треба добро пазарење. Да. Кај мене во неготино да отидеш сјаво, во собата кај што сум спиел, се уште има залепено сликичка од Кевин Леврон, Рони Колеман и тие. Значи, уште како мал сум ги гледал и сум го сакал нормално тоа, како секој еден што почнува, нели. Да. Сега после толку време дојде господинот Кевин Леврон да не е еден од најдобрите пријатели на нас. Да сум ја негов бренд амбасадор овде за Македонија, заштитно лице негово, така да често пати знам да ги кажам на младите, нема сон што не се остварува. Само треба да работиме на тој сон. Не само да го сонуваме онака, туку потрпно да работиме, со години и години. Што те мотивира за да останеш константен толку? Ова го правам на вистина прво со премногу љубов, а второ бидејќи заедно го правиме со Габи сето ова и многу ми е полесно што кога двајца го правиме, си ги организираме тие патувања, буквално ни и одмор и такмичење, така да едно и задоволство. И преубаво ни е се ова. И дај Боже да ги правиме уште долги години ова. И да ја уште долги години вака тортички си јадеме за успеси. Јас муава, кога што гледате, треба да гледачи. Убаво си јадиш, машала. Чекај брат, до пола после проблем. Не, види, за ваков челендж е тешко, ај тука. За ваков челендж е тешко зашто нашите организми не се толку навикнати на благо. И за тоа треба да си навикнат за да можеш да го јадеш. Чим почне да се потам, мислиш дека после тебе, брат, може да се отворат вратите за македонци некаде барем да стигне до таа сцена? Дај Боже, секој Македонија навистина има добри спортисти. И ние сме почва на добри спортисти, знаеме, не само од сферата на бодибилдингот, какви рекоментари, фудбалери и Можете додека ми кажеш веќе. И се надевам дека овој наш успех ќе мотивира многу млади да продолжат и дај Боже и ние секогаш стоиме на располагање на било кој да му помогнеме да се искачи на таа бина и за време на припреми и таму и све што му треба буквално му стоиме на располагање. И се надевам и би требало некој да не замени. Треба. Мислам дека има под леле, брат, како гледам, ова ми се лоши. Чекај да ти. Како го стај преска? Ау. Че вие таа страна што гледате, не знам како ви делува, ама дојдете да изедете 3 кила торта. Не, јас кажав да ни направат ово што за да има надеж. А брат, тешко? Тешко.
Леле. Сладко тешко. Леле. Ја ти кажам, ја ќе завршиме. Кај се- се кај- рек има 20 солза. Може, ќе си пуштиме фудбалче. Кај да ставаме тука од. Чекам. Брат, јас мислам дека медалов од што е тежок ми прави тежина. О, Почнеме да се раскоматува. да. Знаеш, ние сме шампиони, ние не се даваме до крај. Па само за пријавувањето чекавме околу 4 часа да се пријавиме. Мислам премногу такмичари. Чека, таков дехидриран без живот у тебе чекаш? Да. Сите чекат. Дремеш редица. Рейци, да. Па мора да помине тие цел процес што е мерење килограми, висина, све што е она, да. Така да. А тука више не те ни предизвик да излазаш сигурно. Одека нас бев 4 пати апсолутен шампион. Во Македонија немам изгубено од ниеден друг такмичар. Така што доволно имам освоено овде во Македонија и мислам дека е доста. И после Мистер Олимпија да се навраќам овде, мислам дека е Реално. да, исто како Лига шампиони да освоиш да дојдеш после во регионална овде. Да. Тоа е факт. На кој ме интересира, брат, билдер вако Македонија му даваш лука. Постои таков што Да. онага со тебе може да се спореди. Еден од тие е Зоран Холевски. Да. Сигурно еден од најголемите таленти во Македонија и еден од најголемите, мислам, неискористени таленти. Бијќи мислам дека и тој беше човек кој заслужуваше Тој да беше биде на Арнолд, мислам, нели? Да. Има освоен Арнолд Класик. Голем талент, Тешко е ова. но мислам дека му фалеше уште малку работа. А истиот тренер што ни е саси мене, истиот тренер му и на него. Така што на него му давам рака. Тоше Живков, еден од нашите познати исто така. Чул, да. Да. Мирко Петровски, и тој е еден од подобрите билдери што бил кај нас. Паки, еден од подобрите билдери што бил кај нас. Без паки не поминува. Да. И така да има неколку добри дечки што навистина треба да ги спомниме и вредат и ја никош не сум кажал дека сум најдобар. Можам да кажам дека сум најупорен од сите тие. И затоа успеав да го земам, но после ова можам да кажам сега дека сум најдобар. Поштено. Поштено. Прв за мене, брат, што мислиш, имам ли потенцијал Класик. за нешто таму, физик, мизик? Да. Нели може да се такмичам? Бој, после онаа трансформација што видов кај тебе. Да, добро. направена, Сега да. малце се здебелив, ама се држам уште. Се држи, да. Малце Мислам дека можеш. И тоа беше доста добра трансформација и доста млади мислам дека мотивира исто така. Така да Па, ја мислам дека и Имаш генетика. поентава на спортов е општо да едни со други да се мотивираме, да си даваме подршка. За жал некои го гледаат како компетитивно го гледаат, се караат, евој помал или поголем бицепс или што и да е. За мене тоа е глупо скроз. Ова е нешто што треба да ни научи како да живееме здраво, барем ја така викам. ако можеме ние на Мистер Олимпија топ 5 финалисти кои што се бориме за медал да сме толку блиски, да соработуваме, да разговараме се, па овде во Македонија да кажуваме кој е поголем бицепс или трицепс или лист Реално. или нешто, тоа е виче Реално. no comment. Ау, брат, тоа тешко е. Убаво, не. А? Како ти е тебе? Убаво што. Пак многу пак. Колку кило имаш? Стои на надпреварот имав 103,5 точно, а сега некаде имам околу 106-7. Абе, знаеш дека па добри сме. Добри сме, ама што скоро многу три- идеме. Скоро 3/4 отида. Шекерот ми е, брат, го сеќам како ми вибрира мозок моментално. Ама не брзај, полека, брат. Сега многу пари ќе ти стави. Ле. Да, нема потреба да брзаме. И ја уж колку малку имам. Ја овоку немам изедено цел живот. Цел живот да собериме, овоку торта немам изедено. Стварно глава ме заболи. Е под инсулиното, он си работи сега. Да. Сега до... Да може некако, брат, вака и... Како се спушти инсулин после? Ама не знам, па на водна човек 20. Не Не може може да- кај ти текнал толку работи, добри нешта. Торта, еш да е сладко, ама и ова голема многу. А и тешка плюс. Ајде беше малку шупливо нешто овоше да имаше, болко нешто, Не, да не раскаснеш. мислам дека ја земавме најтешката торта што можеше да се зема. Топло ти станува? Ми станува топло. Јас сум жива вода. Ја ме климна. Објасни ни
Како изгледаат едни такви припреми, брат? Ја мислам дека сите ги интересира тоа. Колку време трае, како се молиме Бог да се јави подоцна, така, колку време трае едно такво припремање? Па, Цел живот. цел живот, да, но конкретно за овог следната прибрање, 8 месеци. Секој се баре станување во 5:30, 6 часот веќе наводно, час до час и половина кардио, потоа баш строга диета, значи првиот оброк пилешки стек, Одма прв. прв, У да, 8-9 се вајде. во 7:30 некаде. Првиот оброк и потоа се менјава ослич, стек, ослич, стек. Добро, стек почист протеинот, јајца ли е, што? Па на крај да, инако јадам и белки, но последните Ја не можам. 7-8 недели. Тука? Не, нешто скажувам. Не, малце ќе олабагам. Ме заболе глава. Господи помилуј. Газирано нешто се направи. И до стекот и осличот бевме. И тоа. Ау. Значи, овој сега што ме спремаше, буквално онаа хардкор спремање, немав ни зеленчук во овие припреми. Ни зеленчук? Значи, ниту крставичко, ниту патличен, ништо тоа. Одевме буквално на нешто најчисто, најдокажано и стварно е тешко. До вечерта последниот оброк ти биде пилешки стек 150 грама и сабајето пак да ти почне со пилешки Се стек. гади, ти се повраќа од А стекот. при тоа да вежбаш по 2 пати во денот, ма не, сладок ми беше многу. Мора Сладок. да и поздравам овие што ми го спремат Слободно. пилешки стек. Месаница, маргер, на вистина, дечките се феноменални. Ако им кажеме 3 грама сол, 3 грама на стол, не стават 5 грама. И они пазат? Да, тие премногу пазат на тоа. Брате, Премногу- веруваш? Што Да, ако те премногу- зезнат? Па не, штом сме го освоиле медалот, значи добро не зезнане. Да. Брата, ладан е. Ја не можам више. Тешко нешто. Колку и да не сакам да кажам. Не дека е потешко од Од стекот. од хамбургер Од на стекот. Не, искрено е од хамбургера некој или плескавица или Све пица. е потешко, ова шеќер е само, многу е тешко. Ти како се држиш? Ја било кој да им понудил вакво нешто, не би прифатил. Тебе стварно не можев да те одбијам, бидејќи долго време сме заедно во ова и знам дека сме били уште од почеток, сум бил во твои емисии кога работеше по други телевизии. Пак околу спортот сме разговарале и, Да. и навистина ова што го работи сега е посебно го ценам, го поштувам. И 3 дена се туфкам од кога ми каже како ќе јадам торта и планирам после торта што треба да правам, колку треба да Тоа бајше еден ден од утре диета, ајде. И не диета, веќе ја прекршивме и тоа убаво. Ќе олабавам догоре до крстот, сигурно не. Ова е легендарно прекршување на диета, брат. Ова го нема нигде. Ова, брат, има 10 калорија глава сечам. Не знам колку има, веќе тешко ми станува. Така? А мора цело да изедиме како е планирано. Не знам. Не ветивме ништо ние. Да, ние Не добро да у изедиме. насот пише дека јадеме торта. Збориме веќе јадеме. Си правиме муавет. Да. Нема шанси ја више, брат, стварно. Колку остана? Ова требаше синоќа на прославата да земе, па немаше да дојадеме сите. Да, ова е стварно. За почетиш се волку изедовме. На здравје, брат, со водичка барем. О, здраве да имаш. На сладка е водичка сега. Ох. Сега мислам дека ќе ми биде сладко, брат, сол да јадам. Брат, 4 сата може да трае емисијата, полека си јадеме. Да, ние може да се тераме. Добро, драги гледачи, ние правиме само мала пауза. Реално не кажавме за колку време треба да изедеме, малце да пуштиме душа и се враќаме. Може така? Ево малку ќе вежбам додека да. Напред Ја тренинг. отвориме, брат. да, напред. Со среќа. Ти се слуши ли? Да, брат, живи се повратив. Види ме, живо. Што не кажеш дека устата ми е лом направена. Без осет. Не, стварно немој да го правите овој предизвик никад во животот. Премногу е. Убаво ми викал животот, биди водител на утринска, нема да го правиш ова. Не, брат. Ке си доеш на утринска, ке си да правиме Ова муавет баш размислував. 10 Колку е, минути. да. Колку е тешко ова што го работиш. Колку треба се мачиш.
Не, за ова треба да ставите лайк и subscribe, ја мислам. После видео, ако стигнеме 70.000 сабскрајбери, еве јавно ветувам дека Тоше ќе ме спрема за такмичење. Договорено. Значи за такмичење ќе ме спрема Тоше. Сите subscribe ако ставите, уште 200 сабскрајбери фалат. Ќе ги качиме ли 200? Ми еве 20 смо овде, уште 198. 198. Да. Брато, правиме ли финална, не знам како и да го наречам, више мозокот не ми мисли. Ако успеем, ако не, здрави живи. Живи, здрави се. Има полиња кај што не се откажуваме. Ова не е нашето поле. Не доминираме овде не, ова е за друг тип на луѓе се, што се уживатели во ова, во благо, во торта, во... Точно. Не ти се ни сече нешто. Нож од назад се враќа. Да немаш сол, брат. Сол и бибер. Сол и бибер. Да немаш сол, малце да ставиме, брат. Жи ти Господ. Не, колко е големо ова, само да. Ајде. Ова топката, па кој знае што има внатре? Саш да пробаш да ни кажеш? Не. Не е проблем, ја, знаеш, дарежлив човек сум. Сакам на луѓето да им дам тоа што е мој нивно да е. Така да ако сакаш и цела да изедеш. Полека, ама не мора да форсирам. Така е, така. Ова е еден вид на такмичење, драги гледачи. Најголемиот човек во Македонија не може да изеде најголемата торта, тоа е. Фактички, брат, На бина јас доминирам. ти тука се брукаш, не јас. Да. Не ме намести се. Ти си предизвикот, не сум јас. Јас сум јутубер се, јутубер не може да изедеш 6 кила торта тука 100 кила колку е ова. Брат, ние пропагираме здрава храна, па најмалце, па јас треба да изедам. Дошто така зборуваш, брат, види колку е здраво ова. Поздраво не може да видиме. Значи ова нема ниту протеин, ниту хидрат, 5 кило шеќер само. 100 кила шеќер има на пет. Од тоа човек може да се разболи. Не, прв пат кога ги правам предизвициве, пошто ја и си правам со храна, прв пат да ме боли глава. Вајде инсулина скроз. Дај му 10 кокошки да видиш дали нема да ги изеде. А вака јадеш многу? Искрено? Не. Не Веќе се со години и години научи ми организмот на мала количество на храна, 6 оброци во текот на деня, 6-7, ама помали. И ми е тешко, например, еден хамбургер да изедам ми е премногу тешко. Да. 2-3 парчиња пица веќе ми е тешко, не можам тоа. А ова е премногу, ја во животот немам волку изедено, цел живот торта немам волку изедено. Ова не е предизвик, ова не знам што е, не знам како да го кажам. Јако му седи на Тоше ми рече, брат, ја газиме. Ама 3 дена не спијам, брат, од тоа што ми го кажа. И уште 3 нема да спијам сега наредните. Ја, брат, се откажувам. Ја не се откажам. Ако ти мислиш дека можеш тере, Не се откажам. ако сакаш ќе ти оставим една камера тука 2 дена, снимај се. Си седам, на Сиди полека си. ти јадам, ја не се брзам нигде. Шматај. Сабота, недела, ден за одмор, се полека, да. Стварно Секогаш дознаш има- нови работи на Па овие да, години? па да. Ја навистина овој си го плачам и тоа доста дебело да го плачам овој тренер, но не жалам ни еден денар што дадов, бидејќи навистина премногу научив. од Види, него. ти не само што го плаќаш за да те спрема, туку ти плаќаш и знаење. Знаете. Значи, Тоа што он е тебе најбитно те се. учи, како- Да, па се тоа останува. Као се тоа факултет го ќе ти отива. биде ова на стари години. Како на Оксфорд. Може ја да го запишам Ако овој го да Оксфорд. јадим ова на Кембридж се префрлим. Бар да му пратиме на слика, дури јадеме сега да ни даде испит. Паднат испит. Паднати до животот. Го падна испитот. До животно. Не можам више да ја гледам, стварно. А не, ова треба да си го направите и вие, за животот ако сакате диета да правите. Значи, после ова нема да ми текну живот благодарен. Добар си, брат. Да. Не, многу ми е тешко, ама не се откажувам, брат. Добро. Се гледа овој челичен менталитет. Само види, овде ако не се откажеш, може да се деси капут. Да, Не е такмичење. не е такмичење. Ке ни простат, брат. Ја мислам дека не е страшно да се откаже човек, кога му е тешко. Да, брат, ако ни простат. Ама да дојадеме сега гревата уште мало, гледа колку има. Леле, уште колку е? Уште кило! Што е кило по полу кило? Уште кило, ајде. А теговите кои ќе ги јаде? Еве, јас ки задам еден текст за тебе. Ќе се слоше, бе. Тоа тешко е. Црна чоколада. Добро, тоа диетално е. Лом се направив. Диетално, ја? Убаво. Откажа, нема да откажем. Ајде. Топ. Еве за муабет.
А. Убив. Бака, дечки, ја мислам дека сега со тоа што треба да пробаме една магија. Знаеш дека во тешки моменти Помага. Магија? Помага. за таа магија потребно е да се кажат 3 збора и да се земе еден залак. И со таа магија ние ќе изедеме тортата во рок од 2 секунди. Еве вака брат, земи еден залак, живели, и јас ќе ги кажам магичните зборови. Со Господ напред. Како ја удрivме цела торта, леле. Исполнет челендж, брат. Ова е вистински шампиони, значи ова не може да го направи никој. Па драги гледачи, мислам дека згазивме. А, брат? Тешко, ама не се даде. 3 кила торта у рок од колку пола сат. Значи ова е шампионски подвиг и за ова, брат, може да те крунисам како шампион на Мистер Олимпија за торта. Браво, Стефан, еве ја ќе се закрунисам. Алауда ни е на двајцата. Челенџот е исполнет во рекордно време. Тортата е изедена. Ти вака за крај, брат, некој збор да кажеш или готов си? Се чувствувам прекрасно, Може брат. да дишаш. Прекрасно најадено. Едва и дишам, едва и зборам. Глава не боли. Ме изненади искрено со ова, ме фати неспремен. Не во кондиција, ама добро не се дава. А лошо ми стана вечер. Фала ти што прифати, брат, да го правим ова. Моите глупости секогаш се интересни. И вие се бевте со нас денеска и да ти посакам на крај у декември, брат, топ 3. Фала, брат, ја ти посакувам се најдобро и да се видиме после декември, брат, негде. До тогаш не се гледаме. После ова, до декември не се слајаме. После декември, да. Фала ви на вас што бевте заедно со нас денеска. Вас ви простанува да ставите лайк и сабскрајб ако сакате да гледате уште вакви видеа поврзани со јадење и челенџи, сега го пишете во коментар. А ние се гледаме во ново видео. Барем се надевам дека нема да умрам после ова. Чао! All I wanna do is just flex.